Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ке започнеме со проучување на глава 15 од Евангелието според Јован. Контекстот е сличен како во претходните две глави. Исус разговара со учениците и ги охрабрува и утешува, зашто знае дека ќе минат низ тешки ситуации. За разлика од претходните две глави, мислам дека додека се одвиваше овој дел од разговорот, околината во која се наоѓаа беше поинаква. Глава 14 завршува со зборовите: "Станете да си одиме одовде", што значи дека Исус и учениците ја напуштија горната соба. Мислам дека разговорот кој е запишан во глава 15 и 16 се случил некаде по пат кон Гецеманската градина. Во глава 17 е запишана познатата застапничка молитва, која Исус ја молеше и преку која бараше заштита за сите негови следбеници. Предпоставувам дека ја кажал таа молитва додека се движел кон градината. Текстот кој ќе го проучуваме денес започнува со зборовите: "Јас сум вистинската лоза и мојот отец е лозарот." Некои теолози и историчари веруваат дека Исус го одржал овој дел од говорот откако тој и учениците ја напуштиле горната соба и се движеле покрај Маслиновата гора. Причината зашто го веруваат тоа е бидејќи во таа област имало полиња засадени со лозја. Додека Исус и учениците минувале покрај тие полиња, тој изјавил: "Јас сум вистинската лоза и мојот отец е лозарот." Иако не биле земјоделци по професија, апостолите сепак имале основни разбирања поврзани со лозјето и начинот на кој се одржува. Затоа Исус ја искористил таа слика од секојдневието, за да им пренесе важна духовна вистина. Тоа е една опција во однос на контекстот во кој се кажани овие зборови. Но има и друга опција во однос на локацијата на која биле кажани овие зборови. Ваквиот став е застапен од неколку англиски теолози, а и јас го застапувам истиот. Верувам дека вечерта откако ја напуштиле горната соба, Исус и учениците минале покрај храмот во Ерусалим. Со оглед на тоа што се празнувала Пасха, вратите на храмот биле отворени. Патем, вратите на храмот биле навистина нешто посебно. Може да се каже и дека биле еден вид туристичка атракција. Историчарите веруваат дека биле направени во Грција и потоа биле донесени за да бидат поставени во така наречениот Иродов храм. Биле направени од бронза, а на некои делови од нив имало и златни гроздови, бидејќи гроздовите биле еден од символите на Израел. Во писмото, Израел е спореден со лозје, со смоква и со маслиново дрво, и сите овие символи имаат одредено духовно значење. Мислам дека лозјето е една од најдобрите слики кои го објаснуваат израелскиот народ. Ајде да прочитаме неколку стихови од писмото во врска со оваа тема. Во Псалм 80, 8 и 9 пишува: "Ти ја пренесе од Египет лозата, ги изгони народите и ја посади, исчисти за неа место и ги зацврсти корењата нејзини, и таа ја исполни земјата." Очигледно е дека авторот на псалмот ја користи лозата како слика за Израел. Ако се уште не сте убедени во тоа, слушнете што пишува во Исаја 5, 1-3. "Ке му ја запеам на мојот возлюбен неговата песна за лозјето негово. Мојот возлюбен имаше лозје на врвот од плодороден рит. Тој го огради и го исчисти од камења, насади во него избор од лозови прачки, изгради кула во средината негова, направи големи каци. Очекуваше да роди добро грозје, а тоа роди диво грозје. Па сега, жители ерусалимски и мажи јудејци, пресудете меѓу мене и моето лозје." Потоа во стих 7 пишува: "Лозјето на Господ Саваот е домот Израелов, а луѓето на Јуда негова љубена градина. И чека тој правосудие, но ете, крвопролевање, чека правда, а ете, пискот." Мислам дека не може да биде појасно од ова. Кога во писмото се зборува за лозје, тоа многу често е слика на израелскиот народ. Слушнете што пишува во Еремија 2:21. "Јас те посадив како благородна лоза, најчисто семе, а како ми се претвори во див ластар од туѓа лоза?" Ке прочитам уште еден стих од Стариот Завет. "Израел е разгранета лоза. Колку повеќе таа има плод,
толку повеќе се умножуваат жртвениците. Колку му е поплодна земјата, толку повеќе се украсуваат идолите. Во Стариот Завет, лозјето е слика на израелскиот народ. Без разлика кој бил контекстот во кој Исус ги кажал овие зборови, важно е дека тоа што го читаме во глава 15 е едно од најреволуционерните нешта кои ги има кажано Исус. Сигурен сум дека на апостолите им беше чудно кога тој рече «Јас сум вистинската лоза». Зборот кој е преведен како «вистинска» е грчкиот збор «алетубис». Контекстот во кој се користи тука значи дека нешто е вистина наспроти се останато што е фалсификат и лажно. Моје лично убедување е дека пораката која Исус сакаше да им ја пренесе на апостолите е следната. Браќа, од сега натаму не е важно на кој народ припаѓате. Јас сум вистинската лоза и секој кој ќе се припои до мене ќе има вечен живот, без разлика дали е евреин или не. Апостолите пораснаа во култура во која беа поучувани дека израелскиот народ е Божјото лозје. А Исус им вели, јас сум лозата и секој кој има дел од мене е дел од Божјото лозје. Ова е многу важно и за нас денес. На Бог нема е важна нашата етничка припадност. Најважното прашање за нас е дали му припаѓаме на Христос? Дали се идентификуваме со Него? Ако се уште не сте го направиле тој чекор, сакам да ве охрабрам да поверувате во Господ Исус Христос, во Неговата смрт и воскресение. Исповедајте ги своите гревови и Тој ќе ви даде простување и вечен живот. Тоа е вистинската лоза и секој кој е накалемен на таа лоза се наоѓа под Божјата грижа. Во вториот дел од стихот пишува: Мојот отец е лозарот. По текстовите кои ги читавме од Стариот Завет, отецот е представен како сопственикот на лозјето, оној кој го надгледува лозјето, но во овој стих ни е откриено дека тој исто така се грижи и за своето лозје. Бог не остави некој друг да се грижи за нас, туку самиот тој го прави тоа. Кога се идентификуваме со Христос, ние не треба да се грижиме што ќе ни се случи во животот, бидејќи сме дел од Божјото лозје, а тој не го остава своето лозје без неговата грижа. Исус е лозата, а секој од нас има прилика да биде накалемена прачка на таа лоза. Може би ќе прашате, која е целта на сето тоа? Одговорот е многу едноставен. Ако сме накалемени на вистинската лоза, ние ќе даваме духовен плод. Последните 3 стихови Исус кажува 3 нешта кои се од исклучителна важност и за нас. Сакам да обрнете внимание на текстот кој ќе го прочитам. Слушнете што рече Исус. Секоја прачка во мене, што не дава плод, тој ќе ја исече, и секоја што дава плод ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку словото, што сум ви го проповедал. Бидете во мене, и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките, и кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Во овие стихови има 3 зборови кои, доколку ги разбереме, ќе ни помогнат да сватиме што сакаше да каже Исус. Првиот збор е предлогот во. Вие кои подолго време ги слушате овие библиски проучувања, може би сте забележале дека често зборувам за тоа колку е важно да разбереме кои сме во Христос. Тоа е од суштинско значење, за да сватиме што е всушност христијанскиот живот. Исус рече, секоја прачка во мене. Сметам дека ова е соодветен момент да објаснам што значи спасението од библиска гледна точка. Има голем број теолози кои го објаснуваат спасението на начини кои често се неразбирливи за луѓето. Помирување, откупување, оправдување и слично. Не велам дека тие зборови не се соодветни, но факт е дека објаснуваат само одредени фази од процесот на спасение. Од перспектива на стиховите кои предмалку ги прочитав, мислам дека најдобрата дефиниција за спасение е следната. Да си спасен значи да бидеш во Христос. На овој свет постојат само 2 групи луѓе. Оние кои се во Христос и оние кои се вон Христос. Како да бидете во Христос? Преку духовно раѓање, односно преку неговата смрт и воскресение и преку покаяние. Библијата вели дека оние кои ја имаат таа вера стануваат Божји деца.
Тие се новородени од Светиот Дух, кој почнува да живее во нив од моментот на спасението и со тоа се дел од Христовото тело. Но поентата на текстот кој го прочитавме се однесува за верниците. Самиот текст не поучува како некој може да се спаси, туку што е тоа што треба да го покажат тие кои се спасени. Исус вели дека оние кои се во Него се луѓе кои ќе дадат духовен плод. Во овој дел од Евангелието, предлогот «во» се повторува 7 пати, зборот «плод» се повторува 6 пати. Интересно е тоа што во однос на носењето плод, Господ Исус зборува за 3 важни фази: давање плод, принесување повеќе плод, давање многу плод. Една од главните цели на христијанскиот живот е носење плод, а во денешното проучување ќе видиме за каков плод станува збор. Третиот важен збор во овие стихови е бидете, односно останете. Исус вели, бидете во мене, а потоа и останете во мене. Всушност, тоа е истиот збор преведен на 2 различни начини, а во првите 10 стихови од оваа глава се спомнува повеќе од 5 пати. Со оглед на тоа што овој збор се спомнува толку често, сигурно е од суштинска важност во разбирањето на текстот. Тоа е начинот на кој можеме да даваме плод, доколку бидеме и останеме во Христос. Ајде да видиме што сакаше да каже Исус со овие зборови. Прво вели, секоја прачка во мене што не дава плод, тој ќе ја исече. Начинот на кој се отстранува прачката е со сечење. Тоа е сигурно болен процес, но мора да се изврши. Слушнете што вели Исус во стих 6, каде објаснува што ќе се случи со оние прачки кои не даваат плод. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор, како прачка, и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат и ќе изгорат. Некој може би ќе рече, аха, значи сепак спасението може да се изгуби. Не заборавајте дека овие стихови не се однесуваат за спасението, туку за носењето плод. Плодот е резултат на спасението. Мислам дека е многу важно да одговориме на прашањето што е плод. Тоа ќе ни помогне да го разбереме значењето на текстот. Лично сметам дека носењето плод не се однесува на тоа колку души ќе придобиеме за Господ. Тоа е еден од плодовите кои треба да ги поседуваме. Но кога Исус зборува за плод, тој мисли на плодот на Светиот Дух. Покрај другото, плодот на Духот е љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста и другите кои се запишани во посланието до Галатјаните 5 глава, 22 и 23 стих. По текстот кој го обработуваме денес, еден од плодовите кои се спомнати е ефективната молитва. Ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш, што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Оние кои се во Христос се молат ефективно. Слушнете што пишува во стих 8. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, да носите многу плод и да бидете мои ученици. Во стих 11 се спомнува и радоста. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Оние кои се во Христос имаат ефективен молитвен живот, но и небесна радост. Тоа се 2 важни плодови кои за жал недостасуваат во животите на многумина кои се нарекуваат христијани. Ако ги имаме овие плодови во животот, ние ќе можеме да влијаеме врз другите луѓе, за и тие да дојдат до спасението. Некогаш е доволно само да го живееме тоа што го веруваме и тоа ќе ги допре луѓето. Но, ако има прачка која не носи плод, Отецот ја сече и ја тргнува настрана. Што значи тоа во пракса? Тоа значи дека Отецот ги отстранува тие личности од местото и околностите каде што можат да бидат плодоносни. Познавам и сум слушнал за многумина кои се отстранети од лозата и веќе не се ефективни и плодоносни за Бог. За жал има многу свештеници, но и верници кои се такви. Таквите имале можност да родат плод, но не го направиле тоа. Затоа се отсечени и живеат без духовен плод. Моje лично мислење е дека има некои кои се отстранети и преку физичка смрт. Сметам дека токму на тоа мислел Јован, кога пишал дека има грев кој води до смрт. Тоа значи дека Бог преку физичка смрт ги отстранува христијаните кои не носат плод. Ананија и Сафира се многу добар пример за тоа. Бог ги отстрани од црквата.
Не мислам дека тие го изгубија спасението, но Бог ги отстрани од црквата, бидејќи двајцата беа лажговци и нивното место не беше во таа силна заедница. Денес има мнозина како нив кои слободно си одат во црква и никој не ги соочува со гревот. Сметам дека голем број од денешните христијани немаше долго да издржат во првата црква. Потоа Исус рече: секоја што дава плод ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Зборот очисти е многу интересен и ќе се обидам да го објаснам неговото значење. Во оригиналниот грчки јазик се користи зборот катаиро и буквално значи чистење. Не заборавајте дека во тоа време лозарите не користеле препарати и пестициди како денес. Начинот на кој се грижеле за лозјата бил преку буквално чистење на лозјето со крпи натопени во вода, за да се отстранат бубачките и штетниците, но и преку кроење на прачките. Кроењето на прачките бил и се уште е важен процес од одгледувањето лозја. Господ Исус го прави тоа и со нас. Тој не крои и отстранува се што во нашите животи е спротивно на неговата волја. Тоа е болен процес и кога се случува, тој бара од нас да му веруваме дека го прави тоа за наше добро. Од лично искуство можам да ви потврдам дека кроењето е за наше добро. Неколку пати сум го доживеал на своја кожа и навистина болеше. Мислам дека дел од процесот на кроење е тоа што дознав дека имам рак во моето тело и тој рак е се уште во мене. Лично сметам дека Господ го дозволи тоа со одредена цел. Не се жалам за тоа што се случува, само сакам да ми даде повеќе време за живење, за да можам да продолжам да го поучувам неговиот збор. Во контекст на овие стихови, многу е важно да разбереме дека Бог ќе не крои и дека тоа е за наше добро. Вториот аспект е особено важен да го имаме на ум, бидејќи од тоа ќе зависи како реагираме тогаш, кога се соочуваме со процесот на кроење. Ако немаме цврста вера дека Бог го прави тоа за наше добро, големи се шансите дека ќе се оддалечиме од Него во тој процес. Колку сме поблиски до Него, толку подобро ќе го поднесеме кроењето. И мислам дека и болката ќе биде помала. Кога бев мало дете, ми се случи нешто кое мислам дека делумно ја доловува поентата на тоа што сакам да го кажам. Иако бев мирно дете, сепак сакав да се дружам со лоши деца, бидејќи тие беа поинтересни и покул од останатите. Една година, за 1 април, одлучивме да ги оставиме книгите во школо и да одиме надвор да играме и да фаќаме риби. Откако помина времето за играње, бевме до локалното езеро да фаќаме риби, но безуспешно. Но и без тоа денот беше многу забавен. Кога завршија часовите во школото, одлучивме да се вратиме таму, за да ги земеме книгите и да одиме дома како ништо да не се случило. Планот беше нашите родители да не дознаат дека сме избегале од школа. Директорот на школото предпоставуваше кои се нашите планови и штом влеговме по книгите, тој не следеше и ни рече: "Почекајте тука." Отиде да ја земе прачката од неговата канцеларија. Со оглед на тоа што станува збор за физичко дисциплинирање, можете да предпоставите дека ова се случи многу одамна. Едно од децата во друштвото имаше искуство во овие моменти и додека го чекавме директорот, не посоветува што да направиме. Ни рече: "Кога ќе ви удри првиот пат, немојте да бегате, туку приближете се поблиску до него. Исчекорете напред." Тоа беше најдобриот совет кој можев да го добијам во таа ситуација. Првиот пат кога ме удри, му се приближив. По некоја време бев толку блиску што тој веќе престана да ме удира. Благодарение на советот кој го добив од другарот, со таа ситуација се соочив на начин кој беше најмалку болен за мене. Мислам дека тој совет можеме да го примениме и во однос на чистењето и кроењето кое Господ го прави во нашите животи. Во Евреите 12:6 пишува: "Бог ги дисциплинира оние кои ги сака." Дисциплинирањето не е знак дека Бог е против нас, туку дека Бог сака да произведе плод во нашите животи. Наместо да бегаме од Него и да се жалиме, треба да му се приближиме. И кога сме блиску до Него, тој процес нема да боли толку многу. Тоа е она кое Бог го прави и ќе го прави во нашите животи. Начинот на кој не чисти е преку Неговиот збор. За некој од вас може би е нејасно како Бог може да не чисти преку Неговиот збор, но за тоа ќе размислуваме во следното проучување. Покрај другото, следниот пат ќе размислуваме и за тој дел од текстот каде што Исус вели дека прачките кои не даваат плод се сечат и се фрлаат во оган.
Се надевам дека следниот пат пак ќе ни се придружите во проучувањето на ова Евангелие. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.